Се уште е неизвестно дали шефот на руската дипломатија ќе допатува во Скопје, каде на крајот на ноември ќе се одржи Министерскиот совет на ОПСЕ. Официјална Москва принела порака дека сака Сергеј Лавров да присуствува на овој настан, но за тоа се уште на ниво на ОПСЕ, организацијата со која претседава Северна Македонија, не е донесена конечна одлука. Неофицијално одредени земји членки се против тоа Лавров, чија земја во февруари 2022 ја нападна Украина, да дојде на овој врвен собир на ОПСЕ. Официјално според председавачот со ОПСЕ, Бујар Османи, се процесуираат барањата на Москва. Значи, ние ги процесуираме барањето на сите членови на делегација на руската делегација за визи за доаѓање во Северна Македонија. Во моментот кога ќе имаме решение, сигурно ќе информираме јавноста. Се уште немаме, да. Бидејќи се процесуираат. А јас се надевам дека сите министри за надворешни работи ќе успеат да бидат присутни во Скопје. Се уште нема ниту официјална потврда дека американската делегација што ќе дојде на Министерскиот совет во Скопје ќе ја предводи државниот секретар Ентони Блинкен. Информациите во одредени дипломатски кругови се дека може да се смета на тоа дека Блинкен ќе допатува во земјава. Но тоа не е единственото прашање со кое се соочува ОПСЕ. Поради руската агресија и блокадите од Москва, организацијата се уште нема договорено која земја од догодина ќе го преземе председавањето. Во игра е и опцијата да продолжи мандатот на Северна Македонија. Упорно работиме во комуникација со повеќето министри за надворешни работи. Се надеваме дека во текот на неделата ќе се расчистат одредени дилеми за да можеме да зборуваме за конкретно решение за иден председавач. Доколку нема, веројатно одлуката ќе биде во Скопје донесена. Дали тоа ќе биде друга земја членка, дали ќе биде Северна Македонија, ќе одлучи Министерскиот совет во Скопје. Во спортскиот центар Борис Трајковски, каде ќе се одржи Министерскиот совет, во полнек се градежните зафати за адаптација на просторот во кој ќе се одржи настанот на кој ќе присуствуваат делегации од 76 земји, 57 членки на ОПСЕ и останатите држави партнери на организацијата. Ова ќе биде најголемиот меѓународен собир во историјата на Македонија. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.